АТКОМ, Сдруженијето на даватели на комунални услуги, за своите членови, поточно за стручните лица од јавните комунални предпријатија за водовод и канализација, организираше студиска посета на фабриката за вода и станицата за пречистување на отпадни води во Солун. Целта на посетата е запознавање со добри пракси и искуства од своите колеги во начинот на обезбедување на чиста и здрава вода за пиење и третманот на отпадните води. Солун е град со 1,5 милиони жители, за кои на дневна основа се испорачува 270.000 метри кубни вода за пиење или 50 милиони кубни метри годишно. Суровата вода се обезбедува од вештачка акумулација на реката Алиакмонос, чие поранешно име е Бистрица, планинска река која извира на планината Грамос, а се влева во Солунскиот залив на Егејското море. Преку цевковод се носи до филтер станицата, каде следува процес на коагулација, седиментација, филтрација и микробиолошки третман. Чистата вода за пиење завршува во резервоари, од каде преку водоводна мрежа со должина од 1764 километри и 39 пумпни станици се дистрибуира до домаќинствата и индустриските капацитети. Начинот на кој суровата вода се трансформира во производ за употреба е многу сличен, дури и идентичен како тоа се прави и во Македонија, а некои наши филтер станици располагаат и со многу посовремена технологија, која овозможува на побрз и поефикасен начин да се обезбеди подобар квалитет на водата за пиење. За разлика од приморските места, кои се честа дестинација за македонските туристи, водата во водоснабдителниот систем на Солун и околината е чиста и здрава за пиење. Она што е многу позначено за студиската посета е начинот на кој солунчани се справуваат со водите од канализацијскиот систем. Имено, станицата за пречистување на отпадните води е изградена пред 42 години, а целосно комплетирана 9 години подоцна. До крајот на минатиот век успеваат да процесуираат до 90% од отпадната вода. Во следните години, целата отпадна вода од солунските домаќинства се процесуира преку конвенционален биолошки третман и отстранување на азот со излезна стапка од 95%. Метанот кој се ослободува се користи за добивање на биогаз, а нус производот во вид на мил целосно се користи како арско ѓубриво. Ова е многу важно, зашто од вкупно 17 станици за пречистување на отпадни води во Македонија, само станицата во село Мојанци, која е со капацитет да ги задоволи потребите на еквивалент 60.000 жители, односно за Кочени и Виница, каде милта се меша со оризова слама и се добива хумус, останатите нус производот го одлагаат на депонија. Тоа се коси со европската легислатива за продукција на нула отпад од пречистителните станици и во иднина ќе мора да се работи на усагласување со современите стандарди.